Владата на Обама да притисне за прием на Македонија на самитот на НАТО во Лисабон. Ова го предлагаат двајца американски аналитичари, затоа говориме со Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски од Вашингтон, кој го вклучуваме во овие вести. Ведран, во што се состои овој предлог на овие двајца аналитичари? Сали Мекнамара и Морган Роуч од фондацијата Heritage во Вашингтон велат дека Македонија ужива поддршката на сегашната, како што тоа беше случај и со претходната американска влада. Но написот, објавен на интернет страницата на фондацијата, заклучува дека тоа не е доволно да се обезбеди влез во НАТО. Бараат од Белата куќа да ги искористи дипломатските канали во Европа и заедно со американските представници во Атина да го зголеми меѓународниот притисок во Грција за брзо решавање на ситуацијата. Велат Франција и Германија особено да се погрижат приемот на Македонија да биде едно од приоритетните прашања на самитот во Лисабон. Тања? Ведран, дали овие аналитичарки сметаат дека е можно Македонија да влезе во НАТО на самитот во Лисабон? За тоа конкретно не говорат во написот, но коментираат дека е важно НАТО да испрати порака дека во алијансата има место за балканските земји како Македонија, кои тоа го заслужиле. Проблемот го лоцираат на страната на Грција, за која врела дека го блокира приемот на Македонија поради чисто билатерално прашање, дека тоа е спротивно на принципите на НАТО и ја повикуваат да покаже подготвеност да стане регионален фактор, отколку да блокира. Наведуваат дека иако населението на Македонија е 1/5 од она на Грција, Скопје има повеќе војници од Атина во меѓународната мисија во Афганистан. Инаку другите аналитичари со кои разговаравме деновиве, например поранешниот амбасадор во НАТО Курт Вокер и представници на американската влада, како заменик државниот секретар Џејмс Стајнберг, истакнуваат дека Скопје ќе влезе во НАТО веднаш откако ќе биде разрешен спорот со името. Тања? Ти благодариме, Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски од Вашингтон беше тоа.